I love to ride my bicycle. I love to ride my bike. I love to ride my bicycle. I love to ride my bike. Bicycle. Високите трошоци за живот, желбата за заштита на животната средина и големиот број возила во сообраќајот на главниот град на САД ги натера Стефан и Одри своите автомобили да ги заменат со велосипеди. Одри вели дека вози велосипед од мала. За неа возењето велосипед е најдобриот, најекономичниот и најбрзиот начин да се патува низ Вашингтон. We have these fun things called sharrows. Има многу јасни ознаки низ улиците кои предупредуваат дека автомобилите треба да го делат патот со велосипедисти, особено на места каде нема велосипедска патека. Но би рекла дека такви се најмногу 2 или 3 блока пред повторно да се вклучите на велосипедска патека, што е одреден простор само за вие да возите. За граѓаните кои немаат собствен велосипед, Одри вели дека градот нуди можности за изнајмување на електрични велосипеди по пристапни цени. Yeah, so there's bikes available through the public transit system. Постојат велосипеди достапни преку системот за јавен превоз. Ги користам и тие понекогаш кога не сакам да се грижам за мојот велосипед, ако останувам во градот до подоцна навечер. Има и многу приватни компании кои даваат велосипеди на располагање, но јас ги предпочитам јавните. Пријателката на Одри, Стефани Тоблер, секој ден оди на работа со велосипед. Таа вели дека Вашингтон има добра велосипедска инфраструктура и сообраќајна култура. My workplace has a designated biking parking area for me, which is great. Компанијата каде работам има одредено место за паркирање велосипеди, што е одлично. Многу организации како мојата им помагаат на вработените да ги платат давачките во врска со користењето на овие простори за велосипеди за одење на работа. Има многу колеги кои го прават тоа. Но не сите го делат ова мислење. Марија Робе, која неодамна се доселила во Вашингтон, вели дека американците недоволно користат велосипеди за превоз во споредба со Европа. Робе смета дека треба да се работи на кревање на свеста за добрите страни на велосипедизмот. Тоа што не го гледам во DC е свесноста кај народот зашто треба да се користи велосипедот толку добро како што го гледав во Белгија, пример. Гледам дека возачите на автомобили не ги ценат многу велосипедистите, велосипедистите се имаат направено премногу смели и умешни да возат измеѓу колите, затоа што не се ценет и им страв да возат на велосипедските патеки. Не само тоа што некаде не постојат, туку и коли се паркирани, непредвидливо коли застануваат пред тебе. Сепак Вашингтон во овој поглед се движи по накорна линија. Се повеќе американци избираат велосипед за превозно средство и за рекреација. И председателот Џо Бајден е во трендот. За време на кусиот одмор на крајбрежјето во Делавер беше забележан како се рекреира со велосипед.